Интеркултура, интеркултура. Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Мој денешен гостин е Апостол Симовски, поранешен директор на Заводот за статистика и експерт по демографија. Иако премиерот ретерираше, сепак ова најава, данок за немажење на жените предизвика бура во јавноста. Дали е тоа начин на кој што треба да се отвараат темите поврзани со вакви прашања, бидејќи тој на крај рече идејата му била само да поттикне дебата? Демографската политика во суштина не подразбира само мерки во еден правец. Ние имавме пред, мислам дека 2007 година или 2008, се донесе една демографска стратегија која што беше пронатална и која што не вроди со плод, која што имаше резултат многу мал резултат на краток рок, година до две, и после тоа ништо повеќе не се случуваше. Проблемот во нашата држава не е наталитетот. Наталитетот е последица, односно намалувањето на наталитетот е последица и е последица пред се на емиграцијата, за жал која што кај нас е случително висока, и во принцип се иселуваат млади луѓе, оние кои што треба го носат идниот наталитет и идните деца кои што се раѓаат. И наместо се раѓаат во земјата, тие раѓања се случуваат во странство. И вие кога губите потенцијал кој што е фертилен, кој што може да ја обновува да ја ствара таа репродукција, вие во суштина го губите јадрото, основата за некако позитивен демографски развој. Од друга страна, сепак е 21 век. Денес луѓето се многу поеманципирани, особено жената. Своето место во општеството да си го најде, да си го постигне. Веќе таа амбиција присутна кај сите, за разлика од пред 30-40 години, кога воглавно жената се гледаше како домакинка и одгледуваш на семејството и слично. Така да сите овие работи влијаат на демографските состојби и се комплементарни. Тие меѓу себе не може да се исклучат, но клучно е дека главниот фактор кој што влијае на ваквите состојби се емиграциите. И сега со вакви потези, јас не говорам само за најавата на евентуален данок на немажени на женети, туку мерките кои што ги предлага во смисол на стимулирање на прво, второ, трето дете по одредена возраст или слично, генерално никош нема да дадат добар резултат, бидејќи суштината зошто се одложува родителството не е само економскиот фактор. Да, тој е битен, многу битен фактор, но не е единствен. Кажав, желбата за личен раст и во образованието, и во кариерата и слично, го пролонгира она период на стапување во брак и слично. Тоа тука имаме голема неизвестност денес. Значи не е тоа некоја известна работа, па во ред јас можам, знам, ќе просперирам, ама ќе формирам и семејство. Од друга страна, да се изгледа семејство, тоа чини многу пари. И не е само додека се роди детето и неколкуте години додека порасне. Значи тоа кошта неговото образование, потребите денес се многу поголеми од тие што беа пред 40-50 години и слично. Просторот во кој што се живее, денеска не е скапата работа да купите стан. Да пресметаме дека доживотна плата не ви стига да исплатите стан. Искрено не знам како толку се гради и како се купуваат. Меѓутоа сева тоа чини пари. И на крајот луѓето гледаат малку поинаку. И причината зашто се иселуваат. Сака средена држава. Сака држава што има среден систем, кај што функционира системот, кај што има квалитетно образование, кај што има квалитетно здравство, кај што има квалитетен правен систем кој што ќе те заштити од било што, а не огледаат тоа тука. Така да, ако воопште некакви стратегии демографски се створаат, треба во овој правец, значи да се средуваат сите работи во општеството, што можеби, ама не мора да значи дека ќе има некој позитивен импакт и во репродукцијата. Се користи ли статистиката како фактографија при дизајнирање на мерките? Мора ли, да речеме, политичарите секогаш да се држат до она што е само идеолошка магла, така да речем? Апсолутно мора да се придржуваат до нешто значат официјални статистички податоци, бидејќи за тоа и служат. Да ја кроите и иднината на државата. И говорам генерално, сите статистички податоци се без информација вие денеска не може ништо да направите. А за да имате квалитетни и треба да ја употребите, ама да треба да знаете и да ја прочитате. Ако вие гледате бројките на раѓањата во
годините наназад и бројките на умирање ќе видиме дека имаме едно поприлично брзо темпо на намалување на бројот на раѓањата, а зголемување на бројот на умрените лица. И ова, повторно кажуваме, последици, и не е ништо чудно. Не е ништо чудно, бидејќи ако се сеќавате и од пописот, меѓутоа и генерално демографски показатели, бројот на населението по возрастни групи се прикажува во вид на пирамида. Таа пирамида, која што во основа треба да биде широка заради бројот на родени деца кои се најниска возраст, денес е станата стебло, односно доле имаме дрво, стебло не е веќе широко, тука е многу тесно заради намалениот број на раѓања, а кажав клучната причина е иселувањето на тие кои што треба да раѓаат и кои што се текна времето како се зголемува возраста на тие лица кои што пред 5-10 години, 15-20 се родиле, се шири делот на средновечното и на крај на старото население. Ние сме сега во фаза каде што имаме, да рече си, печурка наместо пирамида, каде што токму групата на старо население е процентуално најзастапена, или на средновечно и старо население, и затоа се зголемува и бројот на смртните случаи. Тоа не е заради тоа што, не знам, медицината не е... Иако и тука има доста причини во тој дел, меѓутоа, генерално таа оди напред. Науката оди напред, животниот век се продолжува. Така да треба да се земат одредени други поинакви индикатори, тоа се релативни показатели, кои што ги произведува државната статистика. Примерно, околу наталитетот треба да се гледа стапката на фертилитет. Тоа е стапка која што покажува колку деца би родиле жените на фертилна возраст. Односно жените што се од 14 до 49 години возраст и некој просечен број на раѓања на ова. И ако видиме последните десетина години, таа стапка се движи некаде околу 1,5. Таа е ниска, треба да биде 2,1 за да овозможи проста репродукција. Меѓутоа, таа е стабилна. Може година да биде 1,4 или 1,6, меѓутоа тука е некаде околу 1,5, што значи дека стапката на фертилитет не се менува. И ако ние онаа мотивација да се створи семејство и да се шири тоа семејство, некако стагнира. Мислам, нема некој пат тука во тој дел. Стабилност на умрените, ако го гледаме очекуваното траење на живот, показателот за очекуваното траење на живот на нулта возраст, ќе видиме тоа дека од година во година тоа се зголемува. Далеку е на нивото што е во високо развиените европски земји или во Јапонија, меѓутоа има тенденција на постојано зголемување, што значи дека се зголемува животниот век. А парадоксално бројките на умрени лица се зголемуваат постојано, а се намалува бројот на живородените деца. Меѓутоа кажав, тоа се бројка да кажува приказка, треба да знаете да прочитате само. Во таа смисла ми беше и прашањето, иако е разбирливо дека секоја власт сака да делува од позиција на власт, читањето на статистиката често пати се однесува само на ограничени периоди. Ако статистичките податоци во независна Македонија се 30 на години во кое што двете партии биле горе-долу исто време на власт, сега гледаме прашањата за намалувањето на учениците, прашањето за емиграцијата и се сведува на последните 7 години. Може ли такво парцијално повикување на одредени периоди да даде погрешна или вистинска слика на нештата? Јас сум генерација која што се сеќава многу добро 70-те години, 80-те години, каде што имаме еден огромен бран на иселување на наши луѓе во Германија, пример. Во западните земји генерално, меѓутоа најповеќе во Германија. Јас лично се сеќавам композиции на возови одеа за Германија, без застанување, без воредни возови, каде што на луѓе кои што одеа дури им се даваше ланч пакет. Па како деца знаат да се бутеме по возовите да добиеме некаков ланч пакет, па да после тоа правиме некаква сежурка некаде. Така да ова не е нешто ново. Не е нешто ново, меѓутоа проблемот е во тоа што се менува структурата на тие кои што заменуваат. Ако генерално во овој период за кој што говорам, меѓутоа и во многу претходно, ние во сите традиционални песни се споменува таа туѓина, одење на печалба и така натака, значи ова не е ништо ново, меѓутоа генерално оделе поединци, односно најчесто мажите, а семејствата останувале тука. И со намера да се вратат. Најголемиот дел од нив никош не се вратиле, него тука си ги прибрале и своите семејства после тоа, меѓутоа генерално идејата била тоа. Денес прво се иселуваат цели семејства, ако се формирани семејства, и намерата не е да се вратат назад, туку да останат таму,
Кажав од кои причини да не повторам повторно. Втора работа е што ако тој период 70-тите и 80-тите години се бараше претежно неквалификувана работна сила на Западот, денес се бара високо квалификувана работна сила. И не е проблемот што само губиме жива сила, туку губиме најквалитетната жива сила, она во која што државата вложила многу средства за образование, стекнување работни вештини и слично. Така да поновиот феномен, условно да кажам, навистина има многу потешки последици, ама тој не е од вчера, не е последните 5-7 години. Мислам дека тој бран фактички започна од оној момент кога се доби она бизна либерализација. Иако и пред тоа беше присутен, меѓутоа не беше толку изразен, заради тоа што беше многу тешко да се обезбедат документи за да се остане во тие земји. Желбата постоеше и тогаш, намерата постоеше и тогаш, беше многу потешко да се оствари. Денес е тоа полесно остварливо и тоа го прават. И на крајот, онаа бројка која што ја кажа скоро министерот за внатрешни работи на Бугарија, дека 213.000 наши граѓани земале бугарско државјанство, кажува премногу. До пред неколку години ја знам таа бројка бе 150.000. Ако се 70.000 во рок од неколку 2 години, 3 нови бугарски државјанства кои се земени од наши граѓани, тоа треба дебело да не загрече го ставиме прстот на челот, бидејќи тие луѓе веројатно веќе не се тука. Една од исто така дилемите, манипулациите и пресметката на животниот стандард. Значи, дали нашиот стандард е подобар, дали ние еве една година по власта живееме подобро, тука е прашањето и како се пресметува кошничката, зошто се манипулира со овие работи, а не се даваат исто така статистички подкрепени податоци. Што вели статистиката во однос на тоа? Не, јас мислам дека статистика дава многу добро подкрепени податоци, но повторно како тие се читаат. Животниот стандард е една работа, кошничката е друга работа. Кошничката треба да каже колку е минимум средства да едно четворочлено семејство обезбеди релативно квалитетен живот. А животниот стандард е фактички индекс на движењето на цените на мало. И тоа го пресметува статистика секој месец. И го пресметува врз основа на директно снимање на цените во сите маркети, каде што за широка потрошувачка, што се продава стоки за широка потрошувачка. И ова се пресметува на месечно ниво со строго дефинирана методологија, која што е во целост согласена со стандардите на Европската унија и генерално на меѓународните организации кои се покриваат оваа област. И тука, како ги читаме, сега гледам баш последниот, вчера мислам дека или завчера излезе, вчера, податокот за трошоците на живот, го интерпретираат во јавноста дека имаме само за 2% качување на цените во однос на минатиот месец. Тука е таа манипулација со бројките. Генерално, кога станува збор за движењето на цените, треба секогаш да се гледа колку е остапувањето, дали е пораст на цените или намалување во однос на цените во истиот месец претходната година. Зошто? Заради тоа што кај цените, како и кај многу други работи, имаме сезонски влијања. Именно до пред месец дена зеленчукот се произведуваше се уште под фолија, денес веќе се произведува на отворено, што нормално ја си миња цената. Заради количеството на произведеното количество, понудата која што, а дополнително летниот период, добар дел од луѓето се поодмори, па се намалува и поберувачка, што значи цената паѓа. И сега, ако вие гледате со претходниот месец, тогаш навистина може да ја излажете јавноста, и тоа што не е само пазарот кој што влијае, туку и овие сезонски влијанија кои што ги има. Ако споредуваме со ист месец со претходната година, сезонските влијанија биле исти. Така да тоа резултира од движењето на цените, де факто на истите производи кои што се снимали и тогаш и во истиот месец. И овој показател е 4,5. Индекс 4,5% пораст на цените, што е, односно 4,5% инфлација, што е висока инфлација, далеко од она двоцифрена која што беше пред неколку години, ама таа беше увезена инфлација. Таа веќе тој увозна инфлација го нема. Пазарот европски пред се смири и ова се состои на движење на цените внатре. Вие знаете дека имавме некакви си акции на државата за смирување на цените, меѓутоа тие очигледно не родија плод. Интеркултура.